Скандал! Дивоградба среде киното во Пробиштип. Некој си изградал целосно функционален тоалет и кујна за потребите на гостителскиот објект, што се наоѓа во непосредна близина и од просторот на киносалата, узурпирал околу 10 метри квадратни. Целата дрскост излегла на површина откако општината започна со реновирање на киносалата. Кај самата бина, кај гардеробите кои што ги има нашата киносала, станува збор за еден објект кој што во октомври месец, во тој подготвителен период, го увиде општина Пробиштип, односно службите и инспекцијското оделение, каде што направи записник, се постапи во законскиот рок. Откако собственикот на дивоизграденото и покрај известувањето на општината нелегалниот објект не го отстранил, тоа наместо него веројатно ќе го стори општината, но освен сметка, на него ќе му поднесе и кривична пријава. Општина Пробиштип сакам да ги информирам граѓаните преку вас медиумите дека ќе поднесеме кривична пријава до јавното обвинителство и до оделението за организиран криминал при МВР, така да она кое што и во изминатиот период од страна на општина Пробиштип требаше да биде преземено, ние како општина го направивме. Повеќе од 5 години киносалата во Пробиштип стоеше заклучена, па дилемата е дали причината за тоа можеби не била и сега пронајдената дивоградба. Нормално дека остава сомнеш дали некому му е било поголем интересот, личниот отколку јавниот интерес, со оглед на тоа дека можам да кажам дека на граница е функционалноста на самата киносала, ако гледаме околу дека имаме паб, казино, простории на општинскиот комитет во Пробиштип, така да остава сомнеш дека можеби и една од причините било тоа, меѓутоа тоа ќе оставам да јавноста го суди. Реконструкцијата на киносалата е проект кој започна пред неколку месеци. Истиот се реализира со донација од 20 милиони денари од платежната агенција. Градежните активности би требало да завршат наскоро, со што Пробиштип ќе добие киносала со капацитет од 360 седишта.